Почитувани, власта предлага антинароден расипнички ребаланс на буџет, кој што не само што не дава поддршка на клучните економски сектори, туку се кратат субвенциите од столбовите на македонската економија. Се кратат и 478 милиони денари за поддршка на субвенциите. За прв пат имаме одлуки во собранието во кои што наместо да се додаваат, ние имаме кратење на износот на субвенции. Ова за нас е шокантното. Во најголемиот буџет власта има помалку пари за земјоделците, нема пари за поголеми субвенции, но затоа има повеќе пари за договорни услуги, за стоки и за останати луксузирање на власт. Кратат од субвенции за земјоделците, за лозарите, за оризопроизводителите, за сточарите. Но за владата да има и манго и папаја. Во време кога земјоделците се соочуваат со драстично зголемени трошоци и со ниски откупни цени, власта им го свртува грбот. Наместо поддршка добиваат игнорирање. Наместо интервенција од владата и државата има кратење на програми, кратење на мерки и на цели политики кои што се носени во претходниот период. Ги нема 180 милиони евра кои што беа ветени како годишен износ на субвенции во програмата на владата. Имаме кратење на многу политики, како што е укинувањето на програмите за малите земјоделци, за малите винари, за малите производители од прак, клучната реформа која не донесе до тоа да имаме над 4000 мали оператори со храна за само неколку години. За нив програмите се скратени се мерките за предадено јагне во кланични капацитети. Шокантно е што се намалени субвенциите за сточарите, за кравите од 12 на 8000 денари. Шокантно е исто така што ја укина авансната исплата на субвенции која што ја уведовме со новиот модел на субвенционирање, каде што до крајот на годината земјоделците добиваат 30% предвреме средства. Оваа година за прв пат земјоделците нема да добијат на крајот на годината 30% авансна исплата. Имаме намалени субвенции и укинати мерки како што се кај сончогледот и кај многу други категории и нема ниту една нова политика, односно ова збори за безидејноста на власта во овој момент и во овој сегмент. Но она што го направија е драстично го покачија лимитот за големите производители, односно за неколку големи компании за кои што постоеше лимит до 18 милиони денари, од оваа година лимитот на овие компании и износот кој што ќе го добијат наместо 18 милиони денари ќе биде 60 милиони денари. Има за оние кои што се до власта, но нема за земјоделците и за малите производители на храна, на што се базираше целокупната реформа во претходниот период. Нема ни за она што го ветуваше владата, тоа е грижа за селото. Наместо грижа за селото, денес имаме токму газење на најважниот столб на нашата економија. Спротивно на оваа политика, СДСМ останува цврсто на страната на земјоделците и гласно ќе бара повеќе пари за нив. Пратеничката група на СДСМ поднесе амандмани со кои што бара да не се намалува воопшто износот на субвенции и дополнително да се креираат и да има пари за нови мерки за поддршка на македонското земјоделство. Односно, наместо да се скратат тие околу 500 милиони денари, предлагаме задолжително тие да останат во буџетот. И ќе видиме како парламентарното мнозинство дали ќе биде на страната на земјоделците или дали на страната на овој ребаланс со кој што за прв пат се кратат парите за субвенции. Предлагаме исто така и враќање на поддршката од 12.000 денари по грло за сточарите. Зголемување на поддршката за оризова арпа за реколтата 24 година. Бараме интервентна субвенција од 8 денари по килограм сончоглед, 5 денари по килограм за предадена пченица, мерка од 3 денари за предадена пченка во откупните капацитети. Враќање на укинатата мерка од нивна страна за предадено јагне во кланичните капацитети. И итнар прераспределба, односно поделба на картичките за зелена нафта за 50.000 земјоделци. Впрочем, да не беше и притисокот од претходните парламентарни сесии, каде што јасно прашавме до каде е постапката за зелена нафта, иако велеа
дека таа сериозно ќе биде модифицирана. По нашите прашања беше распишан огласот кој што каснеше и во кој што ниту еден збор не е променет во делот на оваа клучна мерка за поддршка на 50.000 земјоделци. И тогаш алармиравме, а и денес, дека веќе се доцни и дека земјоделците поддршката за зелена нафта треба да ја добијат навреме. Почитувани, СДСМ и во време на ковид и во време на војна во Украина, на руската агресија, не кратеше на земјоделците. Напротив, формиравме нов интервентен фонд, креиравме нови програми, имаше зголемени средства во буџетот за субвенции, нови програми и нови закони. Денес, една година од оваа собрание, немаме ниту еден нов закон во земјоделството. Само во последните 2 години од претходниот мандат донесовме 5 нови реформски закони во овој сектор. Законот за советодавни услуги, за сточарство, нов закон за тутун, нов закон за виното, нов закон за советодавниот систем. Денеска, една година, немаме ниту еден нов закон во собранието, иако воопшто Комисијата за земјоделство не ги кочи политиките и програмите кои што се од интерес на земјоделците, како што тоа го правеа они претходно. Денес, кога земјоделците повторно се во криза, единствениот одговор на ВМРО-ДПМН е кратење и игнорирање. Апелираме до владата, наместо да уриваат тоа што е создадено, продолжете ги добрите политики, добрите пракси, добрите мерки кои што функционираа и кои што не поставија како лидери во регионот. Изголемете ја фокусот токму на европските фондови и на ИПАРД, заради тоа што од земја лидер, денеска сме земја која што има сериозна загрозеност на користење на овие фондови. Не ги оставајте земјоделците сами, не им кратете од она што им следува на нив. Земјоделството не смее да биде жртва на вашата расипничка политика. СДСМ е на страна на земјоделците и ќе бара поддршка, помош и многу повеќе средства преку амандманите и очекуваме поддршка за нив од сите пратеници. Благодарам.